И годинава екипа на телевизија Протол беше акредитирана на вториот поред Струмица Open Fest, каде ги следеше збиднувањата околу овој настан, 10-дневно фестивалско дружење на плоштадот Гоце Делчев во Струмица. Со многу поставени шанкови, скара и познати музички имиња од земјава се одржа вториот Струмица Open Фестивал. За фестивалот разговаравме со Никола Брашев од организацијскиот одбор. Ова година поискусни, подобро ни иде, знаеме како со организација, спремни сме на поголема маса на луѓе. За сега е одлично. С оглед на тоа дека ова втора година поред како се одржува овој фестивал, за разлика од минатата година имаме различни изведувачи, но меѓутоа кај Супер Хикс повторно ти минатата година настапија, годинава повторно се овде на сцената во Струмица. На што се дължи тоа? Лани веднаш после фестивалот ние направивме една анкета која група најмногу им се допаѓа на публиката. Според сите анкети Супер Хикс соделуваше доста во споредба со другите. Па решивме зошто да не и оваа година како група што најмногу ја дигнала атмосферата на нашиот фестивал, па се надеваме дека и оваа година ќе биде исто. Голем број го споредуваат овој фестивал со Пивофестот во Прилеп. Видете сега, Пивофест во Прилеп се состои само од музичка програма. Тоа е можеби поголема музичка програма, се состои од 4 дена, но нашиот фестивал опфаќа од 10 имавме ликовни колонии, имавме поезија и афоризми, вечери на театри, вечери на филм. Значи тоа е еден целокупен културен настан кој што ги опфаќа сите видови на културни дејности кои што може да се посетат. Фестивалот започна со километар скоро, промоција на книги, трка на келнери, ликовна колонија, вечер на театар, поезија, афоризми. Воглавно, фестивалот помина во музика, пиво и мирис на скара. Сите имаа своји пресметки, кој колку ќе заработи и што добива за понуденото. За посетителите најважна е забавата, а угостителите, кои пијалоците и скарата ги нудеа за двојно поголеми цени од вообичаеното, трие рацот добрата заработувачка. За сега луѓе одлично се надевам, последниве 2 дена ќе биде уште подобро. Колку фестивалџиите вечера пијат пиво? Па вечерва почетокот е така, а се надеваме крајот ќе биде многу подобро. Онака, се продаваме околу 50-60 сендвичи до сега, там рано е, очекуваме податок во вечерта поголема продажба. Фестивалџи од повеќе градови од земјава сретнавме за време на нашиот престој во Струмица. Па прва вечер е сега, само што почна фестивалот. Слушнавме само една група, ева продолжуваат струмичките групи и понатаму ќе чекаме Амадеус Бенд и Желко Самарџич. На фестивалот годинава настапија македонски и балкански музички звезди. Видете, кога се настапува на наша територија, секогаш и тремата и возбудата се на огромно ниво и мислам сега кога помина сме многу задоволни и од тоа како публиката реагираше и како ние се представивме и се надевам од година на година како прераснуваме во традиција ќе биде се подобро. Што успеавме да им приредиме една добра забава, да може да забавуваат, па макар и малку со народната музика. Обечавам добро журко првенствено. Ви ветуваме одлична журка, како што може да забележите, има доста голема публика. Кога свириме во Струмица, секогаш остануваат добри спомени. Одовде и секогаш се чувствуваме како дома. Добро вечер. Љубовта помеѓу мене и Македонија обстојува многу долго. Јас со цело срце ќе се потрудам да тоа трае што е можно подолго. Како оценувате македонската публика? Мене овде од секогаш ми е многу добро. Каде и да сум во Македонија, секогаш се враќам расположен дома. Што ќе одпееме вечера на публиката овде во Струмица?
Јас се надевам дека ќе пеам заедно со вас од почеток до крај. Тоа е мојот стил. Се надевам дека ќе успеам во тоа. Годинава Струмица за време. На 10-дневното фестивалско дружење ја посети околу 200.000 фестивалџи кои пулсираа во ритмот на музиката на македонските и балканските звезди. Официјално вториот поред Струмица Open Festival заврши со настапот на балканската естерна звезда Северина, која во буквална смисла на зборот ја запали целата публика со настапот на незините познати музички рефрени.